Денеска во салата на Советот на општина Кочани се одржа дебата на тема план за комуникација и кампања против диво депонирање на отпад, на која на присутните им се обратија Наташа Амдиу, председател на невладината организација Зелен институт, градоначалникот Никол Чуевиев и Валентина Андонова, советник од Дом во Советот на општина Кочани. Тие се осврнаа на актуелните состојби во оваа сфера, укажувајќи на проблемите што се јавуваат при манипулациите со отпадот. Во Кочани, како и во Македонија, многу малку се легални депонии. И депонијата која ние сметаме за легална, во принцип е нелегална. И таа депонија не ги исполнува европските и светските стандарди кои се потребни за зачувување на животната средина. Меѓутоа, сепак свесен сум дека некаде треба тој отпад да се сместува и дека тоа место кое е определено веќе пред неколку децении, ние пробаме да го третираме и да го одржуваме на начин каде што загадувањето ќе биде што е можно поминимално и во границите на она што се вика подносливо. Меѓутоа, она другото за кое што зборувавте и за кое што е предмет на анализа е навистина разочарувачно. Тоа не само што зборува за состојбата во општината, тоа зборува и за нашата одговорност и на крајот ќе ми простите за нашата култура. Активностите на терен покажале дека за негативните состојби одговорноста не треба да се бара единствено во комуналното претпријатие, туку многу повеќе кај граѓаните како главни создавачи на отпадот. А граѓаните имаат и поголемо задоволство од честотата на собирање на отпадот, поставеноста на контејнерите и така натаму, што укажува дека комуналното претпријатие си ја врши својата работа, но очигледно нешто затајува, односно како што беше истакнато на денешната дебата, дека со честото расчистување на тие диви депонии, всушност се прикажува едно легализирање на истите, што понатаму повторно се остава простор да се трупа на истите места, што не треба да биде така. И самите граѓани, представниците од институциите на денешната дебата спомнаа дека ќе биде корисно доколку истите површини каде што се сега диви депонии се оплеменат, и тоа по можност со заедничка во соработка со локалното население, кое што во иднина би учествувало во оплеменувањето, односно во соработка, например, со местните заедници кои што живеат во тој регион. Со цел да се действува сеопфатно, се размислува и за опцијата за поригорозно санкционирање на несовесните граѓани кои создаваат диви депонии или сметот го фрлат каде што ќе стигнат без да водат грижа за последиците. Целта на проектот е да се видат причините кои се зошто се депонира отпад на нелегални донации, односно како настануваат дивите депонии и која е перцепцијата на населението кое што живее околу истите депонии, како и влијанието врз квалитетот на животот на луѓето од тие околни места. Од отворената дискусија произлегува повеќе предлози и мерки за решавање на проблемите со дивите депонии со цел да се заштити животната средина.